Добро вечер. Утре и официјално почнува кампањата за локалните избори. Претседателот на Собранието Африм Гаши повика партиите да водат честна и достоинствена кампања. Политичката трка треба да се одвива во духот на една здрава демократија, да биде трка на идеи и програми, без инциденти, без заплашувања, без навреди или омаловажувања. Демократијата не се мери со победата на еден поединец или партија, туку со достоинството на изборната трка. Затоа, со доверба очекувам овој изборен процес да биде сведоштво за нашата демократска зрелост. Во албанскиот политички блок предстојните избори се представуваат како референдум. Дали за влени за дуи локалните избори се прашање да се биде или не? И кои се очекувањата за тоа? Кој каде би победил? Одговорите на овие прашања од разговорот со аналитичарот Лјулзим Фаризи. Се обидуваат да наметнуваат кој повеќе има поддржувачи во албанското население, кажано условно во ниво на територијата на државата, и кампањата се знае. Повеќе дуи сака да наметнува идеја дека овие се референдум, односно дека после некој добар нивен резултат бија протукал државата во нови парламентарни избори, а од другата страна Влен се обидува да наметнува сега една тема, односно тоа да се фокусира во локалните проблеми кај населението, но пред се ќе имаме една валкана кампања и пред се уште еднаш сакам да изразувам моето разочарување кај политичките партии на албанскиот дел, односно албанскиот блок, кои во кампања држат, односно ги носат и децата, кои е строго забрането со закон. Потребно е Македонија да ја заштитиме од авторитаризмот и од власта која е одродена од народот. Ова го изјави претседателот на СДСМ Венко Филипче на конвенцијата на која ги представи кандидатите за градоначалници и советници на СДСМ и коалицијата. По година и пол власт на ВМРО-ДПМН. Реалноста е сурова. Цените дивеат, платите тапкаат во место, институциите се претвараат во партиски канцеларии, а секојдневието е потешко од вчера. Наместо план за иднина, гледаме тешка импровизација. Наместо правда, гледаме закочени реформи, скандали, партизација и селективна правда. Наместо достоинство во меѓународната политика, гледаме понижувања и маргинализирање на државата. Вашиот глас и вашата волја за промени беа злоупотребени. Ви ветија поинаква држава, а ја вратија старата матрица. Блиските добиваат, останатите се неважни. А на пресконференција денеска од ВМРО-ДПМН со обвинување дека, како што велат луѓето на СДСМ и ДУИ во судството, го спасиле Филипче од одговорност за пожарот во модуларната болница. Луѓето на СДС и ДУИ во судството го спасија Филипче од одговорност за пожарот во модуларната болница. Со тие кадри нема независно судство. Венко Филипче, како министер за здравство која потпишал спецификацијата за модуларната болница во Тетово, е директно одговорен за смртта на 14 луѓе. 14 луѓе живи изгореа во модуларната болница. А за тоа што правеше анекси на договори за 20% повеќе пари, не беше повикан на разговор во обвинителството. Во присуство на дел од политичкиот врв, како и повеќе верници, денеска во центарот на Скопје беше осветена црквата Константин и Елена. По 13 години, колку што траеше изградбата, Скопјани и Македонија добија нов објект со кој ќе се гордеат сите. Таму денеска беше Елизабета Дамјановска-Спасиновска, која ни ја пренесува сликата. Храмот цар Константин и царица Елена, кој се градеше долги 13 години. Денеска конечно беше осветен. Новиот духовен дом
кој со својата убавина и архитектонско решение веќе е украс на градот, денеска ги собра верниците на едно место. Црковните звона утринава го означија почетокот на осветувањето на храмот Свети цар Константин и царица Елена. Во срцето на Скопје блесна нов духовен дом. Чинот на осветувањето го извршија архиереите на МПЦ, предводени од поглаварот господин Стефан. Со светена вода беа оросени ѕидовите, иконостасот и олтарот, како символ дека просторот е осветен и подготвен да го прими народот на молитва и богослужба. Овој документ, повелбата што се прочита, ќе ја ставиме заедно со светите мошти во престолот, како документ во кое време е граден храмот, кој го градел, кој го украсувал, кој е ктиторот и кој го осветиле. Нека ни е честито и вечно. Набрзо дворот на црквата се исполни со верници, а црковните порти беа притесни да ги соберат сите присутни. Тие кои не можеа да влезат внатре, чинот на осветувањето го следеа преку голем видеобим. Наоѓајќи се денес во овој нов храм, храм со ретка убавина, можеме да извикаме дека со изградбата на овој храм се надминавме себе си. И навистина, ово ново светилиште, овој нов скопски, се македонски, се православен храм убавец е радост за сите сетила и со него еве добиваме уште едно место во кое земјата се сретнува со небото и во кое временото постанува вечност. Меѓу гостите беа повеќе политичари, меѓу кои и премиерот Мицкоски со дел од министрите, но и председателот на СДСМ Венко Филипче. Молитвите се измешаа со радоста на верниците, кои со години го чекаа овој радосен ден, а мирисот на темјан уште оддалеку издаваше дека овој неделен ден е голем празник за македонските православни христијани. Црквата е прекрасна, моментот е убав и секојаш така да биде македонскиот народ сплотен и секојаш да се радува на убавите работи. За мене беше посебна радост, затоа што јас имам два сина, едниот си го крстив, Константин. Нашата вера си ја почитувам. И другите. Ми прави радост како не, да. У самото православие, мислам, не само на мене, него на целиот македонски народ и сите православни ни се светот. Доаѓате ли редовно во Па ќе доаѓам, да. Пошто не би многу далеко. Многу голем ден за сите. Многу голем ден и баш ми е драго што се отвори црквата после толку години. Ке си доаѓате ли редовно во Ват? Да. Имам и име во фамилијата, а и мажот ми се викаше Коча Костадин. Ова е најрадосен ден за мене, значи присуствував кога се удираат темелите и многу сум среќна што присуствувам, што сум жива и здрава да дочекам и на осветувањето на црквата. Внатрешноста на храмот плени со својата убавина. Секој детаљ е изработен со посебна грижа, од иконостасот, кој е вистинско уметничко дело, до фреските што ја оживуваат христијанската вера. Црквата е изработена во традиционален стил, а внатрешноста ја красат икони и фрески изработени од врвни уметници. Ктитор на храмот е семејството Костовски, кои од МПЦ добија орден од прв ред Свети Климент Охридски. Фрескописот го изработила украинска тајфа, предводена од професорката на Универзитетот Гоце Делчев од Штип, украинката Лариса Бондаренко. Мозаиците се дело на македонскиот мозаичар и зоограф Дејан Кратевски, додека пак самиот објект е дело на архитектите Искра и Владимир Лековски. Камбанаријата пак е посебна приказна. Самите звона се лиени во Инсбрук, Австрија. Со својата големина тие представуваат најголем сет на звона на Балканот. Најголемото звоно тежи неверојатни 8,5 тони, со што представува и најголемо црковно звоно на Балканот. На едно од звоната стои надпис: Боже, чувај ја татковината наша света македонска и нашиот благоверен народ.
Ги завршуваме тука вестите, имајте убава вечер.